Пари за повисоки плати и пензии, борба со сивата економија, економски раст. Почна собраниската расправа за предлог буџетот за 2025 година. За власта буџетот е развоен со социјална компонента, за опозицијата недомакински. Во првиот буџет на оваа влада на ВМРО ДПМН се предвидува раст на економијата од 3,7%, а вака скроената државна каса представува нов концепт за фискална консолидација. Повисоката проекција за раст на економијата владата ја темели на очекуваниот инвестициски циклус кој ќе се поттикне преку финансирањето на јавниот и приватниот сектор, односно 250 милиони евра од унгарскиот заем кои се наменети за финансирање на капиталните инвестиции за општините и 250 милиони евра кои ќе завршат кај бизнисот. Власта е оптимист дека ќе се реализираат предвидените 820 милиони евра капитални инвестиции и се најавува градежен бум во патната и железничката инфраструктура. Тоа создава предуслов за нов циклус на економски раст, обезбедување значително ниво на јавни инвестиции, кои што се основа за подобрување на економските перспективи, како и подобар живот на граѓаните. Имено со планираните средства се овозможува значајни инвестициски вложувања во областа на патна инфраструктура, каде има забрзување на динамиката на реализација на дел од коридор 8 и 10Д, патниот правец Кичево-Охрид. Во железничката инфраструктура ќе се работи на изградба на заедничкиот граничен премин на Табановце. СДСМ најави дека нема да даде поддршка на буџетот и поднесе над 200 амандмани. Председателот на СДСМ и пратеник Венко Филипче упати критика за планирањето на буџетските средства. Според СДСМ, со вака скорената државна каса, владата ќе го зголемува долгот. Со вакви политики, владата само ќе ја задолжува државата, ќе товари нови вработувања во администрацијата, ќе го зголеми долгот, ќе си троши на стоки и услуги, а за граѓаните ќе нема ништо. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да гласа за ваков буџет. Во однос на плати, смешни сте. Од една страна критикувате за одредени институции дека платите им биле зголемени, за во други да кажете дека биле мали па барате поголеми. Во однос на платите, да ве потсетам, во сред избори потпишувавте колективни договори, кои што ние сега ги реализираме. Затоа има такви зголемувања во одредени институции. По паузата за ручек страстите се вжештија, па комисијата беше накратко прекината поради мал инцидент. Пратеникот Фатмир Битики, откако му беше дофрлено од пратеничките клупи, ја прекина својата реплика и дојде до вербална расправија со пратениците од ВМРО ДПМН, пошто председателката на комисијата Сања Лукаревска даде кратка пауза, па седницата продолжи. Те молам уште еднаш немој да го употребиш тој избор. Уште еднаш немој да го употребиш. Први и последен пат. Ве молам да го задржиме нивото на однесување. Ве молам, ај. Пауза 10 минути. Ај. Инаку, државата до година планира да прибере 5,8 милиарди евра, а да потроши 6,5. Дефицитот ќе се движи на ниво од 4,4% од бруто домашниот производ, а инфлацијата на ниво од 2,2%.